Значи, како што споменав, од 4 до 8 август во амфитеатарот во Струмица ќе се одржи 18-тото подред интернационален филмски фестивал Астерфест во знакот на новите тенденции на кусометражниот, документарниот и авторскиот филм. Кажете ми како течат подготовките со оглед на тоа што остануваат еве уште 2 дена? Па сите теренски подготовки веќе се при крај. Оно што се однесува до печатените материјали, маркетингот, дистрибуцијата на сите тие ресурси што требаше да бидат подготвени, се е веќе пласирано, значи ни преостанува пласманот овие 2-3 дена и секако публиката која што ја очекуваме во голем број ова година како надоврзување на минатогодишните случувања. Знаете дека последната вечер поентиравме со ексклузивен документарен филм и жалиме што како организатори не успеавме да овозможиме уште поголем аудиториум што се однесува во мислам во поглед на просторот, затоа што капацитетот на амфитеатарот е некаде околу 200 гледачи. Меѓутоа и оваа година ќе направиме се да публиката биде почестена со сите овие филмски бисери во поглед на кусометражната, документарната и анимираната продукција. Иако пак ќе повторам дека фестивалот Астерфест е фестивал од отворен тип. Ние не наплаќаме влезници, барем сега. Значи влезот е слободен, отворен за сите граѓани. Може да ја видат нашата програма или преку нашиот вебсайт, преку социјалните мрежи и верувам дека и ова година ќе имаме исклучително интересни посетители, како што впрочем и самите автори тоа го врза со нивните филмски дела кои што вистина се бравурозни, доаѓаат од разни страни на светот, од повеќе континенти, а секако и од овде, значи имаме домашна македонска продукција, навистина топ програма. Така. Кажете ми што се е предвидено на новогодишното 18 подред издание на Астерфест, навистина 18 години кога ќе се вратиме назад не е малку време. Така, тој континуитет, тој подем, тие осцилации кои што нормално ги имавме во поглед на појавата на пандемијата корона, која што беше пречка за сите нас за да ги правиме манифестациите онака како што треба. Публиката ја вративме, тој показател го имавме и минатата година на 17-тото издание. Ова година во таа релативно строга селекција составена од 23 филмови плюс уште 3 филмови кои што се во конкуренција, односно во програмата, имаме еден калеидоскоп на интересни остварувања кои што пласираат пред се современи теми кои што го тангираат нашиот обичен човек, значи граѓанинот, лични, интимни теми и нешта кои што првпат се елаборирани во поглед на филмска форма.